Llogaritjet e qeverisë kanë treguar se të hënën çmimi i benzinës pritet të ulet rreth 2 denar, ndërsa dizeli ose do të mbetet i njëjtë ose do të rritet për gjysmë denari. Kryeministri Mickovski thotë se gjendja është stabile dhe për momentin nuk ka nevojë për masat e reja. Врз основа на нашите пресметки од минатата недела, очекуваме во понеделник, ќе повторам врз основа на нашите пресметки, очекуваме во понеделник да имаме околу 2 денара намалување на цената за бензините со 95 и 98 октани, имајќи го предвид просекот од оваа недела, од понеделник до петок, и иста цена или можеби половина денар зголемување на дизелот, или иста цена, така што намалувањето на ДДВ-то, данокот на додадена вредност, директно имплицира позитивен ефект. Еве, кога ќе се анализира цената од претходната недела, ќе имаме дури и намалување на цената на бензините и на дизелот. Очекувам или исто да биде, или евентуално половина денар поскап. Nuk do të ketë seancë të jashtëzakonshme të qeverisë për masat e reja, pasi sipas kryeministrit, masa aktuale me uljen e TVSH-s për karburantet nga 18 në 10%, e cila ka afat 2 javë, po jep efekte pozitive. Сега ќе следиме следна недела да видиме како ќе се движи цената. Вие рековте, неделата ја завршивме со екстремно висока цена и на брендот и на останатите продукти. Ќе следиме сега оваа недела од понеделник до петок како ќе биде, па ќе видиме дали има потреба од кога ќе завршат овие 2 недели да се проложи мерката со намалено ДДВ на уште 2 недели, дали можеби ќе воведеме нова мерка со акцизата, така што да почекаме да видиме како ќе се движат вредностите. Reagoi kryetari i LSDM-s Venko Filip që sipas të cilit masat e qeverisë janë të vonuara dhe jo të plota. Ai tha se kryeministri Mickovski në vend që të marrë masa konkrete tallet me nevojat e qytetarëve. За какви мерки зборува премиерот? Треба граѓаните да видат нешто што навистина ќе почувствуваат во смисла на бенефит, намалување или ако ништо друго ограничување на цените. Дека мерките се закаснети, тоа е факт. Започна спиралата на покачување на цените на храната. Се е поскапено. Сите основни прехранбени продукти се поскапени. Од млечни производи, јајца, зејтин, месни производи, овошне, зеленчук, се е поскапено. 10, 20, 30%. И да почне да се намалува цената на нафтата со кризата, тие цени нема да се вратат назад. Analistët paralajmëruan se masa është e vonuar dhe pamjaftueshme pasi vlerësimet janë se potenciali i kësaj krize mbi inflacionin mund të jetë 3 herë më i madh se ai i vitit 2022, kur inflacioni në vend arriti deri rreth 20%. Ata kërkuan nga qeveria që urgjentisht të merren masa për mbrojtjen e kategorive më të rrezikuara të qytetarëve dhe të ndërhyet edhe me uljen e akcizës.